Состанокот на американскиот председател Доналд Трамп со лидерите на Конгресот во средата во Белата куќа не донесе договор за ставање крај на делумното затворање на владата. Трамп и натаму инсистира на неговото барање за финансирање на изградбата на граничниот зид со Мексико. The United States needs a physical barrier, needs a wall to stop illegal immigration and to halt deadly inflow of drugs and crime. You have human traffickers. It's a thing that's horrible. На состанокот во Белата куќа, како што информира лидерот на републиканците во представничкиот дом, Кевин Мекарти, демократите не сакале да бидат информирани од представници за внатрешната безбедност за ситуацијата на границата. Мекарти додаде дека Трамп побара од лидерите на Конгресот да се вратат во Белата куќа в петок за да продолжат со преговорите. Лидерот на демократите во Сенатот, Чак Шумер, по состанокот изјави дека на републиканците им станува жешко. The bottom line is very simple. At our last meeting, the president said, I am going to shut the government down. They are now feeling the heat. It is not helping the president. It is not helping the Republicans to be the owners of this shutdown. Today we gave them an opportunity to get out of that and open up the government. Ненси Пелоси, лидер на демократите во представничкиот дом, пак оцени дека демократите му нудат на Трамп републикански пат за повторно отворање на владата. Tomorrow we will bring to the floor legislation which will open up government. It will be based on actions taken by the Republican Senate. Ненси Пелоси, која 4 години беше спикер на представничкиот дом од 2007 година, денеска, со почетокот на 116-тата седница на овој дом, ќе се врати на таа функција, која ќе извршува најмалку до изборите во 2020 година.